Добро. Сигурно сте чуле некоја мудрост која предупредува за неопходноста да ги осознаваме и да ги користиме можностите во животот. Например, една таква е, вели дека можноста доаѓа само еднаш. Секако, таквите поговорки немаат за цел да ја представат целата вистина, туку користат метафори и според нели таа мудрост, човек треба да ги користи можностите, зашто не зна дали пак ќе дојдат во животот. Сме ја спомнале и сигурно сте ја чули она друга која вели зграбчи го денот, тоа карпе дием. Зграбтиш ги можностите кои ти ги носи денот. А пак таа идеја Шекспир на свој начин поетски ја представува во драмата Јулиј Цезар, кога Брут му вели на пријателот Касио, постои плима во животот на човекот. Кој ќе заплови по неа, ќе собира богатство. Кој ќе ја пропушти, ќе патува во мизерија, во блато. Зашто кога ќе се повлече плимата, останува блатото. А во блатото не се плива. Туку човек само се валка и се мачи. Исто тоа важи и за духовните можности, кои доаѓаат во животот. Има духовна плима кој човекот треба да ја препознае и да ја искористи. Како што Томас Фулер, еден од првите баптисти од првата половина на 70-тиот век, инаку теолог и историчар, вели: никогаш не е прерано човек да се покае, зашто не знае кога ќе биде предоцна. Со други зборови, човек може до крајот на животот да се покае, ама никогаш не знае кога ќе му дојде крајот на животот. А после тоа веќе е доцна. И ова предупредување Господ Исус овде кај го представува во овој текст неколку пати, и тоа многу остро. Господ Исус е остар кога предупредува, а во исто време и благ кога говори за примената на тие предупредувања. И навистина така е нетипично да го читаме нашиот Господ, кој само вели дека е кроток и смирен по душа, во суштина, меѓутоа е остар, јасен е во овие вистини, зашто треба да биде и таков. И 3 пати во овој текст што ќе го видиме, ќе предупредува. Ако не поверуваат, ќе умрат во нивните гревови. Во 21 стих, во 24 стих, на 3 наврати го прави тоа. Ќе се соочат со Божиот суд. И при тоа, колку и да е тоа предупредување, така да кажем, тоест осуда, колку и тоа е таа осуда остра, во исто време содржи покана. Покана кон фарисеите содржи надеж, зашто 24 стих во кој што тој вели: ви реков дека ќе умрете во своите гревови и навистина, ако не поверувате дека јас сум, ќе умрете во гревовите своји. Или ако ја свртиме, некако оваа фраза, би заклучиле: за да не умрете во своите гревови, поверувајте. Или ако поверувате дека јас сум, тогаш нема да умрете во своите гревови. Тоест, оние што умираат во своите гревови, а секој човек без Христос умира во своите гревови, може да биде спасен, доколку ја фати плимата, духовната плима. Заплива во изобилство на благодат кој што доаѓа од Христос. Ке се вратиме малку на контекстот, да го сватиме подобро овој текст, да го осветлиме со идејата што Христос има во целата оваа 8 глава, тој историски контекст во кој се кажни тие работи е празникот шатори или сеници, кој евреите го празнуваат една недела како спомнување на се она што се случувало во пустината 40 години, Божјата грижа кон народот. 2 клучни настани има, кои одбележуваат 2 феномени од животот во пустината. Едниот е снабдувањето со вода од страна на Бог преку една карпа, од која почна да тече вода кога народот беше жеден. И во тој контекст Христос во 7 глава се објави како карпата од која што излегува живата вода, животот. Ги поканува луѓето да дојдат кај него, зашто тој дава живот, тој е живата вода. И кој ќе дојде кај него?
кој ќе поверува, од него почнува да блика живот. И вториот така голем настан за време на тие празници е паленето на светилници со кои луѓето се спомнуваа на водството што Бог им го даваше во пустината 40 години преку оној столб кој дење беше облак, а ноќе светлина. И Христос им рече: јас сум светлината на светот. Кој оди по мене, нема да оди во темнина, туку ќе оди во светлина. Тој се обеви како оној кој што ги водел евреите низ пустината, ги заштитувал, тој оној кој во темнината на светот, во духовната темнина, огрева и дава светлина. Многу сериозни предизвици. Христос овдека изнесува тврдене кој не го остава човек рамнодушен и фарисеите го осознаваат тоа. Тој со таквите тврдене буквално како, знаеш, како некој, кога сакаш да убедиш некого, ќе го фатиш за реверите и не го пушташ, очекуваш одговор. Така со тие тврдене Христос буквално ги исправи пред предизвици, пред избори кои не можеа да ги игнорираат. И како реагираа, гледаме дека во целата оваа дискусија тие постојано некакви нови предизвици упатуваат, нови провокации. Откако Христос се открива како светлината на светот, го прашаа: па кој си ти се? Кој е твојот татко? Кај твојот татко? Зар ти не си син на или дете на блудство? Со што асоцираат на она вомбрачна врска некако меѓу Јосиф и Марија и така натаму. Така цело време нафрлаат некакви коментари кои во крајна мера ги откриваат нивните закоравени срца. И сега, целта на проучувањето на Божјото Слово секако не е да ги вадиме трските од очите на фарисеите, тоа никош не е цел на нашето проучување или на проповедите, а често пати тоа го правиме. Нашата цел е да ги видиме нашите греди и да се занимаваме со нив и ќе се обидеме и денеска тоа да го правиме. Пак ќе кажем во контекстот на објавата на Христос како светлината на светот. И текстот со кој, или стихот со кој завршивме минатиот пат, минатата проповед, е изјавата на Христос: вие не ме познавате мене, ни мојот Отец. Ако мене не ме знаете, ако мене ме знаевте, ќе го знаевте и Отецот. Или со други зборови Христос им вели: вие сте во целосна темнина. Вие немате никакво познавање за Бог. Бог е за вас темнина, непознавање. Зошто? Зато бидејќи отфрлата светлината. Јас сум светлината на светот. Јас сум тој кој што го огрева светот. Без мене вие не можете да го познаете Бог. Зашто Бог е темнина за човекот. Не, Бог е светлина. Но и самиот Павле вели дека во 1 Тимотеј 6:16 Бог е недостапна светлина. А таа недостапна светлина за човекот е темнина. Зашто човекот живе во темнина и за него Бог е темнина. Така се раѓа човек, така живее човек, во темнина. И човек кој не е огреан од Божјата светост, од Божјата светлина, самиот останува во темнина и за самиот себе си. Останува во темнина за разбирањето за себе. Останува во темнина за својата ништожност, својата немоќ, за својата грешност. И тоа што го гледаме овде како и фарисеите, во таа темнина во која се наоѓаа во разбирањето за Бог, тие се издигаа себе си. Кога човек е во темнина за самиот себе си, во таа темнина тој многу добро може да ги види останатите, да ги види грешките на другите, недостојноста на другиот, неспособноста на другиот. Зашто во темнината на другиот иде поголема од мојата темнина. Гревот на другиот испакнува појасно отколку мојот грев. Зашто на крајот на криштата, она што е наше, лошо,
не ни изгледа толку лошо како што ни изгледа лошото на другиот. Ние сме такви. Тоа е во темнината, во грешната состава која живееме специфика наша. Нашите околу нас, блиските, не се толку лоши. И нештата што ги прават не изгледаат толку страшни како нештата на другите. Фарисеите го правят токму тоа. Во непознавањето на Бог ти се издига себе си, во една самоправедност. И навистина ти изгледа подобри, но подобри од другите. Постеа, се молеа, знаеа, многу знаеа, познаваа теологии, учења. И се издигаа повеќе од другите. Изгледа подобри, бидејќи го нема она светлина што доаѓа од Бог, да се видат во својата грешност. И кога дојде Христос да свети, и Христос светеше со Словото што го говореше, со делата што ги правеше, со животот што го живееше. И овдека и во претходната глава, и овдека ќе им каже, најдете ми еден греф. Во што можете да ме обвините и да ме осудите? И кога фарисеите го гледаа, таа светлина на Христос, се согледуваа себе си. И затоа не го сакаа. Затоа сакаа да го затемнат, да стават капак на неговото учење, на неговата појава, на неговата служба. Затоа сакаа да го убијат, за да не свети повеќе. Зашто таму, во темнината, сакаа да изгледат добри, убави. И тоа е проблемот што Христос овдека го истакнува, проблем што сите го имаме. Колку сме подалеку од таа недостапна светлина, која ја открива Христос, колку сме подалеку од Христос, толку повеќе се издигаме себе си. Толку изгледаме подобри во нашите очи. Зашто сме во темнината. Таму, во темнината, се споредуваме со другите што се во темнина и успеваме да се представаме како подобри. И затоа Христос им вели на објавата дека тоа е светлината, а тие го прашуваат, а кој е твојот татко, од каде на каде ти светлина? И вели, вие не го познавате Бог. Ви немате никакво познавање за Бог. Зошто? Зашто е отврлата светлината. Избирате да живеете во темнината. И продолжи им реч, им вели, и тука за прв пат го кажува за умирањето во гревовете, ќе го објасне малку повеќе. Јас се одам, а вие ќе ме барате и во својот грев ќе умрете. Кадо што ќе одам јас, вие не можете да дојдете. И таа фраза ќе ја повтори со други збори малку понатаму. За да им покаже дека без него тие завршуваат или продолжуваат да тонат во мизеријата на гревот. Продолжуваат да умираат во своите гревови. Ќе умираат и понатаму во целата вечност, во мизеријата, во темнината. Без Бог во нивниот живот. И на тоа предупредување, тие како му одговарат? Тие сваќаат дека Исус упатува сериозен предизвик. Им вели, без мене, вие продолжувате да умирате во своите гревови. Зашто јас, таму каде што ќе одам, вие не можете да бидете. Без да ме прифатите мене, без да бидете осветлени од мене, да се видат вашите гревови и да дојде покајанието. И како одговараат? Повторно, ќе кажеме, со човечки обиди да го дисквалификуваат и да го направат полош од нив. И велат да не сака да се самоубие. Според равинското учење, човек што ќе се самоубие, оди во најтемниот дел на Шеолот, таму, во најдлабоката темнина. И тоа всушност го кажуваат, сега свативме, зошто ние нема да бидеме заедно во вечноста? Зашто тој ќе биде таму во темнината, во пеколот, а ние ќе бидеме Божето присуство. Тоа е начинот на кој тие одговарат. Повторно се обидуваат некако да го дисквалификуваат. Ние сме свети, добри сме, тоа е лошиот, тоа е темнината всушност. И тој ќе заврши во темнината. И Христос, за да им обясни по-добро, и мене ме чуди таа негова трпеливост, но тоа е совршен. Продолжим, вели, не, вие сте оддолу. И што значи оддолу? А јас сум одгоре. Во овој паралелизам,
користи тука паралелизам во кој што иста идеја ја кажува со различни зборови. Вие сте од долу, тоест вие сте од светот. Малку понатаму во продолжение на 8 глава ќе каже вашиот татко е ѓаволот. Таткото на овој свет е ѓаволот. Вие сте од овој свет. Вие сте во темнината. А јас сум од горе. Јас сум светлината која што ќе огрее, која го огрева овој свет. И ќе останете да умирате во своите греови, ако не поверувате дека јас сум. Ќе умрете во гревовите своји. И кога говори сега за умирање, и тие гледаме, може да видиме, цело време вртат околу физичката смрт. Нивната идеја тоа. Тоа е нивното разбирање. Ќе умрат, ќе умрат, ќе умрат, тој ќе умре, ќе се самоубие. Меѓутоа Христос овде дека воопшто не мисли на таа физичка смрт. Мисли на едно вечно умирање, тонење во темнината, во пеколот. Во еден вечен живот во мизеријата на гревот, на темнината во кој што тие и живеат во моментот. И тоа значи таа фраза. Ќе умрете во смисла, ќе умрете, ќе умирате, нешто што не престанува. Проблемот е пак за фарисеите, темнината во која живеат и не можност да сватат што Христос им говори. Суштината не може. Техниките ги разбираат, но суштината не ја разбираат. И после јасно ќе каже он, и тие не ни разбраа дека им говори за Отецот, за Бог. Зошто човекот во темнината за Божите работи, во темнината за духовното, мисли само на физичкото. И тие цело време на тоа мислеа. И стравот од физичката смрт. Човекот не се плаши од духовната смрт. Она смрт која значи една отделеност на душата од Бог во целата вечност. Човекот се плаши во темнината во која живее од физичката смрт, зашто физичката смрт го одделува од се она што мисли дека е убавото, доброто, она што ја создава суштината на животот. И ние, ако сме искрени, ќе признаеме дека сме многу по-преокупирани и многу повеќе се занимаваме со справување со стравот од физичката смрт, отколку од она другата опасност. И затоа, кога размислуваме и кога действуваме реално во животот, ние сме окупирани токму со нашите тела, со органска храна, со суплементи, со се она што значи здрав живот, за продолжување на овие тела да живеат на земјата, здравието да си го зачуваме. Па мислиме на тоа како да имаме добро осигурување, здравственост и пензиско, за да живееме подобро и подолго и посигурни на оваа земја. И мислиме кај да ги инвестираме парите што ги имаме, да купиме, како се вика овие, криптовалути или на друг начин. Зошто? Зашто физичката смрт ќе не оддели од се она што ни значи радост, задоволство на земјата. И тоа е темнината, животот во темнината. Гледањето или заробеноста во овој свет. Христовата светлина која ќе ногрее, ни ги открива вистинските вредности, небесните вредности. И мислиме како со финансиско планирање и така натаму да го подобриме и да живееме таму или овде каде што има навистина радост, задоволства и се она што е добро. Фарисеите така размислуваа. Христос ги предупредува за умирањето во гревовите. Ако не поверувате во мене, и Христос ова го кажува како предупредување со цел да бидат поттикнати да одговорат правилно. Иако ќе видиме, тој каже, вие ќе умрете во гревовите. Тоа е. Вашата закоравеност ќе ве доведе во таа ситуација. Зошто закоравеноста го отфрла, а оваа нивната екстремна закоравеност екстремно го затврднува нивното срце. Не сакам да кажам дека не треба да планираме, не треба да се грижиме за здравието така натаму. Но
кога покажуваме рамнодушност кон вечноста, бидејќи сме премногу фокусирани кон земното, тогаш треба да се запрашаме дали може би не живееме во таа темнина, во која што живеат фарисеите. Тука на земјата да се покажеме, на земјата да се потврдиме, на земјата да се реализираме. И за да биде уште појасен, да биде уште покатегоричен и поостар некако во овие изјави, уште еднаш гледаме, по втор пат во 8 глава, ја користи фразата јас сум. Ако не поверувате дека јас сум, и тука има додадок тој, јас сум Месијата, јас сум Спасителот, меѓутоа во оригиналот текст само јас сум. Тогаш ќе умрете во своите гревови. И понатаму уште неколку пати, или вкупно 4 пати, ќе ја повтори таа фраза јас сум. Овде ќе им вели, ако не поверувате дека јас сум, во 24 стих ќе каже, кога ќе го издигнете синот, тогаш ќе сватите дека јас сум. Потоа во 58 стих каже, јас сум или постојам уште пред да се роди Авраам. Идејата овдека на Христос истата онаа која што имаше Бог кога му се откри на Мојсей. Бог му се откри во кој момент Бог се откри на Мојсей? Во грмушката. Кога му даде заповед да отиде во Египет и да го ослободи народот. И тогаш Мојсей го праша, добро, јас ќе одам таму во Египет, ама што да им кажам, кој ме прати? Да те објаснам пред луѓето, да им објаснам кој си ти што ме праќаш таму. И тогаш Бог рече, јас сум, ќе им кажеш јас сум тој што ќе го направи тоа. Зашто за разлика од другите богове египетските, кои се дефинирани, Бог не може да биде дефиниран. Мојсей побара Бог да се дефинира пред него, за да се објасни, да им објасни на египтјаните, на евреите во Египет. И Бог рече, не можеш да ме објасниш, не можеш да ме дефинираш. Едноставно треба да веруваат дека јас ќе ги извадам од Египет. Јас ќе ги спасам, јас ќе ги донесам до ветената земја, јас ќе ги избркам од таму противниците, ќе им ја дадам таа земја, и јас склучувам завет со нив. Јас сум тој што склучи завет со нивните предци. Јас сум. Толку. А ние се обидуваме да го дефинираме Бог. Иако Бог за нас е недостапна светлина, Бог е за нас темнина. Христос не огрева, пред се да се видиме ние кои сме во таа светлина на Бог. Што значи да го дефинираме Бог? Што значи зборот дефиниција? Дефинито. Тоест, нешто до крај да го завршиш, да финишираш со нешто. Кој може да го доведе до крај Бог? Да даде дефиниција за Бог. Тоа значи да го исцрпиме Бог во се. Ми не можеме. Што Бог е бескрајен. Дори, да, ние имаме математички изрази, физички за бескрајност, ама кој може да ги свати тие? Можеме да ги напишеме. Можеме, теоретски како дефиниции, да ги научиме напамет, ама кој ќе ги свати? И Бог така му се објави на Мојсей. Јас сум, вие треба да верувате дека јас сум тој што ќе ја направи сета таа работа. И истата фраза овде ја користи Христос. Им вели неколку пати. Јас сум. Толку. Евреите, фарисеите потоа пак ќе праш, добро, објасни ни кој си. Абе, јас сум. Јас сум тој што ве изведе од Египет. Јас сум тој што ве носеше во пустината. Јас сум водата, јас сум облакот, јас сум светлината. Јас ве чував. Јас сум тој кој што носи спасение. Јас сум светлината во која ќе го познаете Бог и ќе бидете спасени. Јас сум. Треба тоа да го прифатите со вера. Ако не верувате дека јас сум, ќе умрете во гревовите. Ако не прифатите дека јас сум тој што спасува од гревот. Тоа е суштината. Ги сведува сите работи, сите нешто Христос на еден факт. Треба да верувате во мене и толку. Доста, со други збори им вели, доста веќе постоја прашувате, доста веќе се расправате.
Поверувајте дека јас сум и толку и ќе бидете спасени од вашите гревови. Не можете да дојдете каде што сум јас ако не поверувате во мене. Тоа е единствениот начин човек да биде избавен од темнината во светот. Преку Христос, Словото на Христос. Христос е живото Слово. Словото на Христос е семето што влегува во мртвото срце и го оживува. Преку силата на Светиот Дух носи вера, светлина и разбирање, јаснотија. Води до покаяние и спасение и вечен живот. Нема друг начин. И тоа е моките на Евангелието, на Христовото учење. Го отстранува слепилото на луѓето за да го најдат оно кој е светлината на светот. Тажниот факт е што фарисеите пак ќе одговорат предизвикувајќи, провоцирајќи. И затоа Христос најавува ќе умрете во своите гревови. Решаваат во темнината да пловат во калта на гревот и така во целата вечност во товарот на гревот. И Христос вели, има само еден начин. Вера дека Тој е. Спасовачката вера е вера во Исус Христос како Син Божи. И тогаш пак го праша, добро, ти кој си? Толку пати веќе прашуваат ти кој си. И Христос овдека им вели, добро сега. Што ви говорам уште од почеток? Веќе 3 години Христос служи. 2,5-3 години. 3 години. Христос им со други збори им вели, добро, што правев јас 3 години? За кого зборев јас 3 години? Дали воопшто со вас сум се занимавал? Или цело време го правам она за кое што сум испратен? А тоа е да го говорам Словото. Словото кое ми другото е од Отецот. Христос можеше многу да говори за фарисеите. И тој им го вели. Значи јас, ако мојата мисија беше за вас да говорам, тогаш немаше да има крај моето говорење и осудата кон вас. Меѓутоа, мојата мисија овдека да се откривам јас како решение. Како решение на вашите проблеми, како решение на гревот. И ако го пратите навистина, еве Евангелието, пратете го, следете го Евангелието според Јован, ќе видите која беше мисијата на Христос. Тој дојде и од првиот момент преку зборовите, преку делата, преку животот се потврдуваше тоа. Кој е тој? За да преку него дојде спасението, дојде сознанието за самите нас. Тој не говореше посебно во Евангелието според Јован, пак нема да видим многу коментари за луѓето. Неговите коментари се за самиот него. Кој е тој? Се занимаваше со своето откривање. Евангелието според Јован е така напишано, меѓу другото. Почнува воведот со тоа кој е Христос. Словото, Логосот. Оне кој создаде се и оне кој дојде како светлина, овдека се воплоти. Зошто? За да биде спасение на овој свет. И на крајот Јован тоа го така заклучува. Се ова што е напишано, знаци, чуда, сите нешта, имат единствена цел за да поверувате, да разберете и да поверувате дека Христос е Месијата, Синот Божи, и верувајќи во него, да имате вечен живот. Евангелието според Јован ни представува всушност Христос зошто дојде и што правеше. И тој им го кажува. Сакате да разберете кој сум, па следете го в Словото, следете ги постапките. Не се занимавајте со мене, од каде сум, која е мојата фамилија, со телесните работи. Суштината. Занимавајте се со суштината. Тоа на кој што им го кажува овдека. Цело време јас се занимавам и мојата мисија е да го говорам оне што Отецот ми го даде. А мојата мисија е да се открием, да сватите дека јас сум. И тоа е очигледно Многу јасно Христос се откриваше. И пак пишува
на крајот Јован и не разбра дека говори за Отецот. Иако беше се толку јасно, не разбра. Зошто? Зошто се занимаваа со нивните учења. Ако Христос, сигурно Христос ке беше многу поинтересен и сигурно многу поинтересни дискусии ке имаше ако Христос се занимаваше со равинските учења, со равинските теологии, со нивните доктрини, со нивните авторитети како равини. Христос воопшто не се занимаваше со сето тоа. Тој им вели, дојдов да го говорам Словото на Отецот. Тоа е мојата мисија. Да ви ги кажам вистините што Отецот, што ги чув од Него, ги видов од Него и ви ги пренесам сега вам. А фарисеите се занимаваа со техничките работи. И пропуштија суштината. Има една личност, се вика Джедедијах Бакстон, има една голема статија за него во Википедија, човек од 18 век. Човек кој бил неписмен, дори не знаел да пишува, меѓутоа феномен за математика. Можел да помножи 2 деветоцифрени броеви. Дори Кралската академија се занимавала со него. Феномен математички. Како го викат ментален калкулатор. Така е наречен. Имала една посета, мислам, во животот во Лондон, каде што го поканиле, го повикале да гледа една драма во која учествувал некој многу познат драматург и актер од тоа време, Дейвид Герик, така се вика таа позната глумска личност. Отишол на представата, траеле подолго тогаш тие представи, били со музика, со танчери, со глума, со се. И кога се вратил дома во селото, во тоа мало местенце, го праша и добро како беше, зашто имаше можност да го гледаш непознатиот глумец во тоа време. И тој рекол, шо да кажам како беше. Па имаше едно така мало човече кој кажа 7523 збора, танчари кои направија скупно сите заедно 8625 чекори и учествуваа 38 музичари и така натаму. И имаше во публиката, не знам колку, 238 луѓе. Тоа е целата представа за тој човек. Бројки, ништо повеќе од бројки. За жал, многу пати и како со фарисеите и нам Словото ни се претвора во некоја книга во која ни треба да истражуваме некакви, не знам како да кажам, математички операции, некакви геометриски комбинаторики. Суштината е спасението и вечниот живот. И Христос тој вие треба да поверувате дека јас сум. И така нема да умирате во своите гревови. Има начин, има надеж за спасение, а тоа е да верувате дека јас сум. Тоа е суштината. И како што повеќе Христос се откриваше, вистината, ти повеќе отврла, срцето стануваше потврдо и целосно закоравено. И тоа го прави неверувањето, тоа го прави упорното отврлање на Христос и Неговото Слово. Тврдоглави во своето неверување. Работите што требаше да ги разберат, не ги разбраа. Не затоа што Христос не беше јасен, туку заради тие предрасуди кои ги имаа кон Него. И испуштија плимата на Божјото откровение и продолжија да пливат на сува, мизерија и пустош. И продолжува Христос пак со тоа јас сум и вели, кога ќе го издигнете Синот човечки, тогаш ќе сватите дека сум јас и дека ништо не правам сам од себе, туку како што ме научи мојот Отец, така и зборувам. А оној што ме прати е со мене. Отецот не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Кога ќе го издигнете, и за повтор пат овдека, Христос се користи таа фраза. Кога ќе го издигнете Синот човечки. Првиот пат беше во разговорот со Никодим.
во 3 глава. На прашањето на Никодим како да го видам Божото царство, Христос му рече: ако не се родиш од горе, ако не се родиш од духот, ако не се родиш повторно. И за да објасни што значи тоа појасно, им му кажува, како што Мојсей ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки, да секој што верува во него да не загине, но да има живот вечен. И тоа е јасно, во контекстот на таа 3 глава, станува јасно дека тоа е начинот човек да биде роден повторно, тоа е начинот човек да биде спасен, да не биде осуден, но да има вечен живот, да не загине. Верувајќи, крстот е клучно во сето тоа. Место каде што гревот, сатаната, смртта беа поразени. Тамо е постигнато спасението за Божиот народ. Тамо е извојувана победата. Завршено е, рече Христос. Тука на крстот е завршено делото на спасението. Но, зборчето што Јован го користи, овдека издигне зборчето хјупсо, значи прослави всушност. Издигне не во физичка смисла на зборот, не да биде издигнат на високо на крстот, туку во смисла на прославување. Тоа е значењето на зборчето овдека. Да се возвеличи, да се возвиши. Кога ќе биде возвеличен или возвишен, или како што Јован е користи фразата, кога ќе биде прославен, тогаш ќе сватите дека јас сум. Тогаш ќе разберете дека јас сум. И во тој контекст, користејќи го тоа зборче, овдека, всушност, говори за еден чин кој ќе открие јасно Христовата слава како спасител, зашто тамо на крстот Синот Божи е спасител. Тамо ја доживува славата како спасител на грешниот свет. На крстот обезбедува не погинување, туку спасение. Таму се открива таа Божја љубов од целата јаснотија кон изгубените. Го даде својот единороден син, го натовари со нашите гревови и го казни за нив. Таму гледаме како синот доброволно го трпи сето тоа за да ја плати нашата казна. Дури земјата се затресе кога тој ги поминуваше последните мигови на крстот. И стотникот, гледајќи ги сите тие феномени, рече: навистина овој човек е син Божи. Тоа јасно го откри крстот. И сега во контекстот на фарисеите, кога им го говори тоа, што тоа значи во овој најнепосреден контекст. И навистина, на крстот, кога се случи делото на спасение, после тоа настан, луѓето почнаа да доаѓаат масовно кај него. На 50-ница 3000 души. Потоа во неколку, не знам колку таму понатаму, во втората таква проповед на Петар, во 6 глава, уште дополнителни 2000. И пишува таму многу свештеници поверуваа. И јас верувам дека таму луѓе што биле присутни во храмот и го слушале Христос, биле меѓу тие што поверувале, зашто сите тие се од Ерусалим. А тука, во тие спорене и дискусии, учествуваат тие свештеници, поверуваат. И на крајот на крештата, сите тие таму што го слушаа Христос, навистина преку крстот и славата што Христос има на крстот, ќе разбере дека тој е. Павле во Филипјаните 2 глава, во на химна, од 5 до 11 стих, каде што говори за унижувањето на Христос, кој од Божјо обличе стана човек, па слуга и на крајот дното го стигна со тоа што умре на крст, најпонижувачка смрт, оди кон неговото воздигање, она хипсо, како спасител, славата на спасител. И во тоа својство како спасител на светот, секое колено ќе му се поклони на крстот, извојувајќи таа прослава. Затоа тој го нарекува мојот час во кој што јас ќе се прославам. Часот на прославата. И тие фарисеи кои
умираат во гревовите и продолжуваат да умираат во гревовите, во пеколот, на колена ќе паднат и ќе речат заради крстот, таму каде што е изработено спасението, ти си. Ти си. Секој на крајот ќе каже, ти си, тој е, јас сум. И затоа повторно го употребава, јас сум. Јас сум спасителот. Јас сум оној преку кого единствено може да дојде спасението. И за цело време тој повторно потенцира, го говорам она што го слушнав од Отецот. Не отстапам. И затоа Отецот е со мене. Покасно и учениците ќе го прашат, а покажи ни го Отецот. И Христос ќе им одговори, па не ме гледате, цело време сум со вас. Па јас сум Отецот. Ако ме гледате мене, го гледате Отецот. Зашто цело време Отецот е таму, покрај него. Тие се едно во целосно единство, во зборот што го говори Христос, во намерата која што се остварува од Отецот. Да, фарисеите ќе бе многу заинтересирани ако Христос почнеше некакви новитети да им открива. Она што го задоволува нашето љубопитство. И гледам дечињата кои ќе дојдат и ако некој од нив има нешто ново, одма ќе се соберат сите дечиња и се во конкретниот случај вакво Матеа, имаш неква торбичка и со какво задоволство отвара, тие другите со голем интерес гледат, дека тоа е нов изум, таа се отвара на поспецифичен начин. Го поттикнува љубопитството. Такви сме ние. Нема некој знач, некој знае какво, ама интересен се начинот на кој се отвара таа најобична торба. Од време на време из небото ќе помине некоја комета. Не знам има ли некоја значење таа комета. Сега за мене не оно се борен, може би ќе ме после негира. Може би има, не знам. Ама светот секогаш кога ќе кажат Хелиевата или не знам која друга е така наелектризирано човештвото. И сите слушат по телевизија, по вестници дека поминува кометата и ќе гледат, ќе сакат да ја видат. И никој не се интересира од сонцето тогаш, нити од звездите кои некогаш биле многу важни за ориентација, денес не ни значат. Но за нас е важно сонцето, но никој не се интересира од сонцето таа недела. И кога ќе помине кометата и ќе се отиде, сите ќе заборават на неа. И пак ќе се сетат на сонцето. Зашто ние сакаме новитети. Да видиме сега таа беззначна комета како ќе помине. Ќе помине и ќе се отиде. Христос се држеше за Словото. Онаа што Отецот му го даде и Отецот беше со него. Христос ни даде пример за многу работи. Ни даде пример и за тоа како да се однесуваме кон Словото на Отецот, како да се однесуваме кон Неговото Слово, кон Неговата проповед, кон Неговото Евангелие. Христос ништо не додаваше на зборот Божи, за да го направи поинтересен за човечкото умо. Не одзимаше ништо. Примерот што ни го даде Христос е да не го тонираме некако Словото, да не ги тонираме аспектите на вистината за да бидат попривлечни. Тие се доволно привлечни. Она што ќе го направиме единствено е да го прилагодиме кон вкусот на луѓето, а тоа честопати значи искривување на Словото. Кога го тонираме, честопати му даваме некои други нијанси, кои ги нема во својот основен изглед. Многу пати сакаме водата да ја направиме повкусна и ќе ја додадеме шекер, ќе ја додадеме ароми вештички и да, ќе биде повкусна, ама веќе не е водата вода. Не го врши она својство што треба да го врши за нашето тело. Ние сме Христови пратеници кои треба непроменето да го пренесат зборот на царот. Ние сме керигмите, така Павле се представува во себе си. Керигма е оној гласноговорник во древноста,
Оној што царот ќе го испрати со порака и слегува насред плоштад, најавува дека ќе чита сега порака или заповед или што да е од царот. И кога чита, гласноговорникот нема право да каже: јас сега ќе ви кажам што мислам дека царот сака да ви каже. Не, мора до збор да ја пренесе пораката на царот. Не сме да ја разубавува, не сме да ја променува, не сме да ја на никаков начин да ја променува. И Павле кога се представува како таков, кога се представува на коринтијаните, на кој што им вели: мене Бог ми даде порака за Христос распнатиот. И јас нема да ја разубавам, нема да ја менувам. И нема ништо друго да ви говорам, освен Христос распнатиот. Зашто тоа е единствената сила за спасение. Христос распнатиот. Христовите тврдења беа смели, зашто беа тврдења на Отецот. И Отецот беше со него. Неговиот живот беше совршен. И пак ги предупредуваше фарисеите дека ќе умрат доколку не веруваат, и пак не може. Сепак вели додека тој го говореше ова, мнозина поверуваа во него. Не знаем се, тука има спорови, дали нивната вера беше вистинска. Имаме случај на крајот на втората глава, каде што Јован додава дека тие поверуваа на чудата. Ова дека немаше чудо, Христос не направи нито едно чудо за време на тој престој на празникот Сеници. Дали беше вистинско, не знаеме, но знаеме дека мнозина не поверуваа. И на крајот ќе сакат да го убијат. Некој поверуваа, сигурно. И тоа нешто го прави, нели, сонцето. Ја затврднува глината, го омекнува восокот. Словото затврдува едни срца, омекнува други. Тие што ги затврдија своите срца, продолжија да умираат во своите гревови. Избраа да ја носат целата тежина на гревот и вината за целата вечност. Тежок товар, неподнослив. Ништо не ја мачи душата како вината. Црвот на совеста продолжува и сега да ја глоди нивната душа и во целата вечност. Да, голема е вистината која Шекспир ја открива во неговото дело дека има плима. Плима во животот на човекот, духовна плима, во која треба да запловиме, да не ја пропуштиме. Зашто ако ја пропуштиме, целиот живот, целата вечност ќе ја поминеме во блатото на мизеријата. Христос вели, кога ќе биде издигнат човечкиот син, прославен, таму е спасението. Бог е полн со милост, трпелив и повикува. Во Стариот Завет, во Исаја вели: секогаш ќе протегав раците своји кон непокорниот народ кој одеше по лош пат. Повикува, нуди прошка и живот. Но секогаш има и последен повик. Доаѓа крајот. Оние кои ќе пропуштат плимата, остануваат во вечната темнина. Ќе делиме Господна трпеза, тоест ќе се подсетиме на Христовата жртва на крстот, на неговата смрт. Неговите раце, прободени со клинови, се широко отворени, за да го прегарнат секој кој ги исповеда своите гревови и вината и доаѓа кај него за прошка. Ако некој кој слуша на мрежите или овдека се уште не го направил тоа, никогаш не е прерано да го направи, зашто никој не знае кога ќе биде предоцна. А оние што сме го направиле, да се подсетиме на крстот, како сето тоа за нас е извојувано и да се држиме здраво за Христос, во неговата близина, зашто само во близината на Христос го имаме решението на нашиот проблем. А тоа е мизеријата на нашата самоправедност.
Само тогаш можеме да живееме во полнотата, имајќи го Христовиот живот во нас. Христос во нас, надеж на славата е токму тоа. Живејќи Христос во нас, ние можеме да го живееме Неговиот живот. Можеме да живееме Неговата слава. И тоа е најголемиот благослов. Тоа е спасението од мисеријата на животот. Без Христос, без Неговото Слово, без верата во сето тоа, нема да го постигнеме. Затоа, сега подсетувајќи се на таа жртва голема на крстот, да се подсетуваме и на необходност, постојано секојдневно, да го храниме новиот човек во нас со Словото. Во молитва, Светиот Дух, сето тоа да го прави живот во нас. Тој плод на Светиот Дух да се манифестира во нашиот живот. И така, всушност го живееме Христовиот живот. Така сме Христови. Не во темнина, но во светлина. Не умирајќи во гревовите, но растејќи во правдата, во Христовата светост. Да се молиме сега и да се подготвиме во душите за онаа што ќе следи. Татко Небесен, ти благодариме за овие предупредување кои ти ни ги даде, за овие вистини кои ни ги кажа остро, но повторно со повик и со надеж. Ти благодариме за тоа што ти не ги скри, не ги изопачи, не ги направи попријатни за нас, туку ги кажа она како што се дадени од Отецот, бидејќи само така носат живот во нас. И ние ти благодариме за тоа што ти не само што ги говореше тие работи, туку ги потврди во твојот живот. Не само што ветуваше, туку го изврши сето тоа. Не само што се откриваше во зборови, туку и твоите постапки сето тоа го потврди. И на крајот твојата смрт, воскресение и вознесение се потврдени од Отецот, дека тој е постојано со тебе. Зашто тој те воскресна и те постави од десно на престолот. И затоа, Господи, ние ти благодариме, те величиме. Татко Небесен, слава нека е на тебе за твоја жртва што ја принесе преку твојот син. И се молиме Светиот Дух во нас да не подсетува, да ја уживува, да не огрева повторно и повторно, да ги истиснува темните места од нас, за да свети твојата светлина, да добиваме разбиране се повеќе и повеќе за твојата слава и величие и така, сознавајќи го сето тоа, да се осознаваме и себе си. Се молиме, Господи, прости ни за сите наши гревови и помогни ни и ние да простуваме. Да простуваме она како што ти си простил, ти како што ни проштаваш. Не дозволувај во нас гордоста или суетата или што и да е. Го држи гневот, непростувањето, но ослободи не, Господи, да дадеме и ние прошка. И со чисти срца, од Тебе, Господи, очистени, измиени, јадеме од лебот и винот и пиеме од виното и така стануваме соучесници со вера во жртвата на крстот. Се молиме за сето тоа во името на нашиот Спасител и Господ Исус Христос.